Нова шанса да се подобри животот во селата на истокот, наскоро преку Министерството за земјоделство ќе се распише оглас за финансиска подршка за рурални средини. Преку него, општините ќе може да аплицираат за подобрување на животот во селата, нивна обнова и развој, како и зачувување на традиционалните вредности. Дел од општините од истокот веќе имаат конкретни планови со кои проекти ќе бараат пари од државата. Нашата идеја е во населеното место Караорман, каде што имаме се уште инфраструктурни проблеми со реализација на неколку улици, асфалтирање, тампонирање, да се решат инфраструктурните проблеми, нормално овде и тротоари, улично осветлување, се што е потребно да ги санираме овие состојби во ова населено место, бидејќи во 21 век сакаме да се грижиме за граѓаните, да имаат подеднаков квалитет на живот во на територијата на цела општина. Пробиштип пак ќе аплицира со 3 проекти, за секоја мерка посебно. Патниот правец Пробиштип село Стрмош, кој што со години наназад е доста руиниран. Планот е да аплицираме доколку ги добиеме средствата да го ревитализираме комплетно. Вториот проект кој што веќе е идеен и архитектонски практично нацртан е комплетно, со предмер пресметки е конечно враќање во функција на киносалата во Пробиштип. Третиот проект кој што сакаме да го аплицираме на овие мерки е ревитализација и реконструкција комплетно на спомен паркот Братство и единство во Пробиштип. Проекти за развој и унапредување на руралните средини во општината подготви и Делчево. Имаме изготвено дел од овие проекти, значи рурални патишта, локални патишта кои што поврзуваат рурални места и другите околу системи за наводнување и други потреби на граѓаните на општина Делчево, со кои што ќе аплицираме по овие мерки и се надеваме дека ќе добиеме дел од проектите, се со цел значи да го подобриме животот на моите сограѓани во општина Делчево. Информации околу новата програма за финансиска подршка за рурален развој, градоначалници и представници на администрацијата од општините од регионот добија денес на состанок кој се одржа во општина Штип.